Ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да видиме кои настани го одбележаа денешниот ден. Одбележан светскиот ден на бубрегот. Загина скопјанец кај патарината Романовце. Младите со предлози за креирање на националната стратегија. Центарот за дијализа Дијаверум во соработка со здравствената струка од Средното училиште Наце Буѓони и Кумановската општа болница денеска го одбележаа светскиот ден на бубрегот. Годинешното мото под кое се одбележува денот е подготовка за неочекуваното, поддршка на ранливите. Подготовка за неочекуваното, поддршка на ранливите е годинешното мото под кое се одбележува светскиот ден на бубрегот. По тој повод, Центарот за дијализа Дијаверум во соработка со Средното училиште Наце Буѓони здравствена струка денеска во просториите на општата болница одржа презентација посветена на бубрежните заболувања. Кампањата оваа година се фокусира на подигање на свеста за катастрофалните настани, природни или човечки, меѓународни или локални, како и нивното влијание врз луѓето кои што живеат со бубрежни заболувања, чиј пристап до соодветни дијагностички услуги, третман и нега е попречен. Тргнувајќи од годинешното мото, дојдовме на идеја да изработиме заштитни алки за нашите пациенти, истакна денеска Фросина Ефремовска, менаџер на Центарот за дијализа Дијаверум. Заштитните алки за фистула се направени со цел да ги заштитат рацете каде имаат пациентите фистула за дијализа, за да ги сочуваат истите и да бидат безбедни за време на итен случај, особено кога не може да зборат сами за да им кажат на здравствените или други лица, за да не се користат манжетни за крвен притисок на таа рака, да не се боцкаат и слично. Се надевам дека оваа иницијатива ќе биде добро прифатена од нашите пациенти, ќе дадеме допринос во подобрување на квалитетот на нивниот живот и зачувување на здравјето. Често заболуваат луѓе болни од дијабетес, висок крвен притисок, срцева слабост, бубрежни заболувања, заболувања на црниот дроб. Додека лекувањето треба да имаме одржување на воден електролитен баланс, потоа намалено весување на сол и вода, се намалува внесот на храна која што одржи калиум, која што одржи протеини и се воведува медикаментозна терапија. Повеќе од потребно е да се едуцира населението за да се крене свеста за превенција на бубрежните заболувања, ако се земе предвид податокот дека причинителите на ова заболување се во постојан пораст, како што е дијабетесот, посочуваат надлежните. Се надевам дека понатаму ќе продолжат овие активности со цел едукација на населението, на пациентите за бубрежните заболувања. Пред се за превенција, за спречување на тие бубрежни заболувања. Ние како Наце Буѓони, како медицинска струка од нашето училиште, од самото започнување на медицинската струка во нашето училиште, фактички 2003 година, активно учествуваме, значи соработуваме со Дијаверум и се надевам дека понатаму ќе продолжиме да работиме на едукација на населението и на лечење на истото. Светскиот ден на бубрегот 13 март се одбележува ширум светот од повеќе организации. Еве и ние даваме свој мал допринос со отстапување на овој простор каде може да се направи оваа презентација и да продискутираме на оваа тема, бидејќи хроничната бубрежна инсуфициенција е со една експанзија, се повеќе луѓе завршуваат на дијализа, се повеќе луѓе бараат трансплантација на бубрег, заради тоа што и основните причинители на ова заболување се во пораст, а тоа се дијабетесот, високиот крвен притисок и потребно е да се крене свеста за превенција и на овие заболувања и секако скринингот за хронична бубрежна инсуфициенција. Секоја болест која ќе се открие во порана фаза може и да се лекува конзервативно, да не се заврши на дијализа, тоа е сепак еден лимитиран начин на живот кој што ги ограничува во многу нешта пациентите, но сепак е спас за нивниот живот и за нивното здравје. Во Центарот Дијаверум минатата година на дијализа имало вкупно 73 пациенти, од кои што поголемиот дел 46 биле мажи. Во сообраќајна несреќа на патарината кај Куманово загина 24 годишен возач на автомобил од Скопје, информираа од МВР.
Според полицијата, несреќата се случила рано утрово на лентата во правецот Скопје кон Куманово. Возилото удрило во бетонски дел на патарината, пошто избил и пожар. Возачот загинал на лице место. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово и одработени во наплатната станица. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција, а увид на местото извршила екипа од СВР Куманово, информира МВР. Младите од Куманово денеска на локална консултација има можност да дадат своји предлози и идеи за нацрт текстот на националната стратегија за идните 4 години. Што бараат и предлагаат младите ќе можете да слушнете во прилогот што следува. Подобрување на социоекономската положба, нови вработувања, квалитетно образование и доедукација, како и доверба во институциите и поголема вклученост во носењето на одлуките, се дел од барањата на младите кои што се вклучени во изготвувањето на националната стратегија за млади за 2023-2027 година. Процесот на изработка на стратегијата, велат надлежните, е инклузивен и транспарентен. По креирањето на нацрт текстот во кој се вклучени сите засегнати од младинскиот сектор, се реализираат јавни дискусии низ повеќето градови во земјава. Националната стратегија за млади за 2023 и 2027 година до 2027 година се подготвува пред се во еден инклузивен процес и тоа е еден стратешки документ кој што ќе ни каже каде се младите сега, но и каде сакаме да ги видиме по 5 години и затоа се прави токму оваа стратегија која што на еден начин представува патоказ што сакаме ние да им понудиме на младите со цел подобрување на нивната социоекономска положба и од друга страна остварување на нивните права и интереси. Затоа што најважно е оваа стратегија сепак да биде инклузивна и што поголем број на млади луѓе да бидат вклучени во самото креирање на стратегијата и токму од овие локални консултативни средби кои што ги правиме во повеќе општини, каде што денес еве сме и во Куманово, очекуваме пред се некои иновативни предлози, коментари и забелешки на веќе постоечки драфт текст кој што е закачен и на ЕНЕР и затоа е важно овде сите млади луѓе да ги слушнеме нивните коментари, да ги вметнеме, да ги интегрираме во самиот процес на стратегијата со цел да можеме да кажеме дека оваа стратегија ја ги опфаќа сите млади од целата држава. Младите сакаат да имаат некоја двостранна доверба со институциите, да се веруваат едни со други. Од друга страна бараат можности, бараат повеќе ситуации каде што тие ќе можат да се реализираат себе си, бараат можности за нови вработувања, до едукација, бараат поквалитетно образование, исто така бараат некои ситуации, моменти, на еден начин мерки кои што ќе ја подобрат и нивната социоекономска положба, бараат поголемо учество во процесите на донесување на одлуки. Тоа е нешто што со оваа стратегија им го нудиме, но она сепак што е најважно од оваа стратегија е дека за владата заедно со Агенцијата за млади и спорт и со поддржувачите на оваа стратегија, мисијата на ОПСЕ во Скопје, Фондот за население на Обединетите нации UNFPA, Програмата за развој на Обединетите нации UN, дека со оваа стратегија токму им ги отвараме сите можности и од еден начин се обврзуваме дека она што е предвидено во стратегијата и како влада и како институции ќе го имплементираме. Затоа и токму инсистираме на овие средби што поголем број на млади луѓе да бидат вклучени. Нацрт текстот веќе е достапен на електронскиот регистар на прописи. Свои предлози и идеи може да дадат сите заинтересирани. Младите треба да бидат вклучени во процесот и на донесување одлуки и секако треба да бидат прашани како на локално, така и на национално ниво за сите потреби и за сите нивни интереси, идеи и мислења кои што ги имаат и треба да ги споделат како со возрастните, така и со надлежните. Па може би кино, како на отворено, така и на затворено. Реално ни недостига кино на сите, не само на младите, и ние јас како волонтер од сите се борам и сите заедно од сите се бориме за отворање на кино. Младите имаат потреба да бидат слушнати општо и на територија на општина Куманово имаме една организација која е регистрирана во Агенција за млади и спортот, тоа е организација ЦИТ, но имаме и други организации кои работат во полето на младите и младинските барања, а ние како општина Куманово, согласно новиот закон за младински политики, имаме одредени одговорности и алатки кои ние ги кажуваме како алатки кои треба да ги спроведеме, а тоа се Канцеларијата за млади, локалниот младински совет, Младинскиот центар и локалната стратегија за млади,
Сега се прави и националната стратегија за млади, која ќе биде пример за нашата локална стратегија за млади, за која ние веќе имаме одредени средства и ќе ја креираме отприлика април-мај 2023 година, да ќе почнеме со креирање на локалната стратегија. Младинскиот центар е функционален и отворен веќе година дена. Канцеларијата за млади сега е опремена и започна со својата работа. Вчера имавме акција организирана за 8 март со ученици од Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев. Поделивме креативни подарочиња на градскиот плоштад на жените минувачи за да го честитаме Интернационалниот ден на жената. Исто така имаме закажана работилница за млади исто во Канцеларијата за млади. Така да, како општина работиме на исполнувањето на законските обврски од Законот за млади кои произлегува од Законот за младинските политики. Националната стратегија за млади ја креира Агенцијата за млади и спорт со подршка на мисијата на ОПСЕ, програмите за развој на Обединетите нации и Фондот за население. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово го лишиле од слобода ЕИ 32 години од Куманово. Тој бил затекнат при обид да одземе предмети од куќа на улицата 30 јули. Лицето било приведено во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Врз основа на одлука на Министерството за образование и наука извршено е примопредавање на објект од поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош на идниот корисник, Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас. Надлежните се надеваат дека реконструкцијата ќе започне во најкосможен рок, а учениците од паралелките на албански наставен јазик ќе добијат можност да учат во современи услови. Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование Киро Бурнас доби на користење објект од поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош. Врз основа на одлуката на Министерството за образование и наука, на 6 февруари годинава направено е примопредавање на објектот, а реконструкцијата ќе започне во најкусможен рок. Учениците од паралелките на албански наставен јазик конечно ќе добијат можност да учат во современи услови, како што и заслужуваат, истакна директорката на Државното средно училиште Весна Трајковска. Нашите ученици кои учат настава на албански наставен јазик пред точно 10 години беа префрлени од општина Липково во привремено, да речеме, на привремен карактер во касарна Карпош во едни бараки. Тоа привремено потрае малку подолго, значи 10 години фактички учениците беа таму сместени, а ние не останавме на тоа дека нели треба да останат во бараки, туку секоја година се обидувавме да изнајдеме начин да ги сместиме учениците во зграда, тврда градба, која што навистина личи на училиште. Тоа се обидувавме со години наназад, кога бевме општинско училиште преку Совет на општина Куманово, добивавме некои ветувања нели од година во година. И еве, оваа година конечно, кога пративме до МОН барање со точно определен објект кој што мислиме дека ќе ги задоволи нашите потреби, наидовме на разбирање и од Министерството за образование и наука и владата на Република Северна Македонија. Добивме одобрение, согласност, одлука, како и да ја кажеме, со кое што ни се дава на користење еден од повеќе објекти таму што има, но еден објект кој што одговара за потребите на наше училиште. Во наредниот период училиштето ќе подготви проект за реконструкција на објектот и ќе аплицира до амбасади за обезбедување средства. Тоа е стара градба која што е стварно цврста и каде што треба многу малку за да се тоа реновира. Навистина треба нова инсталација, меѓутоа има водовод, има мрежа канализациона, значи се постоело, тоа функционирало. Сега што е руинирано, нормално 10 години не се користело, никој не го пазел, но мислам дека со многу помалку средства може ова да се стави во употреба. Така да се надеваме сега стварно не можеме точно да кажеме временски период како и кога, но напорно ќе работиме што побрзо да почнеме да го реконструираме за да можеме после учениците да ги пребациме во тој објект. Инаку
нема да има никаков проблем, да речеме, додека учениците се овде на настава, каде што се си сместени, напоредно би одело и сите други пропратни работи околу објектот кој што сакаме да го реконструираме и да го прилагодиме за нашите ученици. Има доволно место, значи објектот е со 2 влеза, он е на 2 ката, меѓутоа има и подрум, има 2 влеза, има простор да се спојат, значи тоа се 2 посебни влеза, но има простор каде ходниците може да се спојат. Објектот одговара за, да речем, еден тип на вакво училиште. Трајковска се надева дека во најбрз рок откако ќе го изготват проектот ќе обезбедат средства со цел учениците побрзо да бидат префрлени во обновените простории на поранишната касарна. Председателот Стево Пендаровски во рамки на проектот Лице в лице со председателот денеска во Центарот за култура Трајко Прокопије во Куманово се сретна со актерите Љубица Гојковиќ, Ѓорѓи Антов и Илија Струмениковски, кои во 1971 година беа дел од актерската постава на култната представа Бегалка на Васил Илјовски. Повод за средбата е 95 годишнината од премиерната изведба на представата која била одиграна во далечната 1928 година под името Ленче Кумановче, како драмско дело во 5 чина, каде до израз доаѓаат тенденциите на Илјовски да ја прикаже посебноста и колоритноста на македонскиот јазик. Тројцата актери ги споделија со председателот Пендаровски своите сеќавања од пред половина век, кога тие ја изведувале оваа представа во Кумановскиот театар со нивните актерски патешествија низ времето и го запознаа со најблескавите моменти од богатите актерски кариери. Председателот Пендаровски, изразувајќи признание и почит за импресивниот животопис и повеќедеценискиот придонес на тројцата актери во театарската и филмската уметност, рече дека со нивната автентична изведба на ликовите на Ленча, Бошко и Петко во Бегалка трајно се вградија во историјата на македонскиот театар и култура. Сите овие организации кои што веќе ги формиравме, а всушност се граѓански здруженија, ќе имаат една заедничка иницијатива до крајот на годината да формираат заедничко движење со седиште во Скопје, кое што понатаму ќе се легитимира пред граѓаните. Ова го истакна градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски во интервју за Макфакс. Тој информираше дека името на движењето ќе го прифатат така како што сака членството. Иницијативите за градење на политичките платформи и програмите ќе бидат всушност идеи од граѓаните и луѓето што професионално се занимаваат со тоа. Во делот на националните политики ќе бидеме едноставно луѓе кои што си го бранат своето и нема да го чепкаат туѓото. Значи ќе бидеме мултиетничко движење не само за македонците, туку за сите кои ја сакаат и почитуваат Македонија и заеднички ќе изнајдеме начин како од Македонија да направиме поубаво место за живење, рече Димитриевски. Во продолжение следува преглед и на вестите од Македонија. Граѓаните веќе може да очекуваат пониски цени на тестенините и доматното пире. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бейтики за следната недела најави нова листа продукти со пониски цени. Донесена е одлука за намалување на царинските давачки за тестенините и доматното пире, кои треба да придонесат за намалување на цените. Се прават анализи за млеко и млечните производи. Следната недела ќе биде објавена нова листа на продукти со нови мерки, рече вице-премиерот Бейтики. Тој не кажа дали и на производите кои ќе се најдат на новата листа со пониски цени ќе им бидат замрзнати цените или на друг начин ќе се влијае на цената, но нагласи дека намалувањето на цената не значи дека компаниите треба да се откажат целосно од профитот. Замрзнувањето на цени не значи дека компаниите не генерираат профит, туку нивниот профит е помал и тоа на сите треба да им е јасно. Дури и со замрзнатата цена на лебот од 33 денари има маржа на добивка која што е профит за компанијата, но тој не е онолку колку што тие би очекувале. Во кризен период сите губат нешто, но и сите добиваат. А добиваат тоа што граѓаните ќе бидат задоволни и помалку ќе ја осетат кризата, рече Бейтики.
Немам увид во поединци кои би можеле да бидат цел на санкции, изјави амбасадорот на Европската унија во земјава Девид Гир на прашањето дали Брисел е запознаен за лица поврзани со висока корупција, откако американската амбасадорка Анджела Агелер соопшти дека 1 до 2 лица ќе бидат на црната листа на САД. Евроамбасадорот нагласи дека кога е во прашање корупцијата нема толеранција и не се работи за идентификување поединци, туку за промена на системот. Прашањето за корупција е многу важно, што навлегува во сршта на пристапниот процес. Тоа е толку многу важно што го вклучуваме во основите. Ја испитуваме борбата со корупцијата и се трудиме да се бориме со неја во секоја фаза од целиот тој процес. Тука не се работи за идентификување поединци, туку за промена на системот за институциите да можат да се борат, да се справат со корупцијата и сите да знаат дека не постои толеранција за корупцијата. Тоа е долгорочен процес во кој сме вклучени и таму имаме важна улога. Владата ја има водечката улога, но има и други како граѓанското општество, бизнисите како и политичките партии, рече тој. Вкупната вредност на проектот со кој ќе се изградат 110 километри автопатски делници на коридорот 8 и коридорот 10D изнесува 1,3 милиарди евра со рок на реализација од 5 години. Со оваа инвестиција ќе се градат патните правци Тетово-Гостивар во должина од над 17 километри, Гостивар-Букојчани во должина од 30,3 километри, делницата Требениште Струга-Ќафасан која е близу 22 километри и патниот правец, односно автопатот Прилеп-Битола е во должина од речиси 40 километри. Со изградбата на овие 4 нови модерни автопати ја унапредуваме патната инфраструктура и овозможуваме поврзување со нашите соседи, а преку тоа и поврзување со важните трговски пристаништа од регионот, велат надлежните. Во меѓувреме се градат и рехабилитираат експресни, магистрални и регионални делници низ целата држава, а во теки изградбата на реконструкцијата на дополнителни автопати во должина од 59 километри. Реализацијата на автопатот Скопје-Блаце, кој чини 12,18 милиони евра, исто така е во тек, а се забрза и процесот на железничкото поврзување и до изградба на коридорот 8. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 245 возачи. Од нив 12 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 2 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа 157 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 88 надвор од населено место. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, велат од полицијата. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 17 степени, а минималната беше 3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот повторно се гледаме утре во дневникот во 18 часот. Имајте пријатна вечер.